Добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео сакам да зборувам за некои теми кои што се појавуваат многу често во животот како резултат на некои настани, случувања, односи со другите луѓе кои што ги тригерираат, а тоа е темата на слободата, автентичноста, посебноста, следењето на срцето, како тоа се развива низ животот, кон што води кога е дозволено, кога се случува, кога се реализираме и што се случува кога е забрането, кога сами си го браниме на себе си, кога не сме ни свесни можеби дека не сме слободни, не сме автентични, кога сме се убедиле себе си низ годините дека па не е тоа најбитно, се обидуваме да си наметнеме дека добро, може и вака, другите така живеат, па не сум јас ништо посебно, па не е тоа ни најбитно. Односно, како ние полека влегуваме во кутиите против кои што сме се бореле, како се ставаме по собствен избор во кутии, не теши тоа што само е поголема кутијата од онаа во која другите, родителите, учителите, системот, партнерот, роднините, пријатели влијаат и ме мотивираат да се ставам и јас таму некаде себе си, затоа што и тие така живеат. И во ред, и добро им е. Се разбира, овде не се одделувам себе си од другите. И јас сум за некои роднините, пријателите, наставниците, кои може би има своја кутија и се обидува да ги стави луѓето во неа, убедена дека мојата кутија е поширока. Ама кутија е кутија. Дали е поширока или потесна, тоа јас го одлучувам, ама за себе, не за другите. Исто како што и сите други може да одлучат за себе, ама не за некој друг. Меѓутоа тоа го правиме многу често, секојдневно, сметајќи дека имаме право на туѓите животи, на туѓите избори, на нивното време, што ќе прават со својот живот, со својот ум, со своето тело, со својата душа. И на тој начин, верувајќи дека правиме добро, помагаме, ги насочуваме на правиот пат, бидејќи ние знаеме кој е вистинскиот. Се туркаме едни со други во толпата, се откажуваме од својата автентичност, од своите соништа, од своите желби, потреби и со тек на време веќе и забораваме што ни биле желбите, потребите, соништата. Дали сме ние ова во суштина или само сме се претвориле во нешто во што веруваме дека сме ние, обидувајќи да се ставиме во кутијата која што е поширока, да бидеме прифатени, разбрани, поддржани, да не повредиме никого, да не навредиме, да не се истакнеме премногу, ама и да не бидеме некаде во последните редови, да се трудиме доволно, ама да не прегориме, да даваме, ама да не изгубиме се, да земаме, ама да не грабаме, да веруваме, ама да не сме наивни, да се сакаме себе си, ама да не сме себични, да живееме слободно, ама таа слобода да не доаѓа во судир со ничија друга слобода. Колку многу страст, колку многу години вложуваме во сето тоа, што на крајот забораваме каде сме тргнале, што ни било целта, кои сме ние автентичните, што е срце, што е мозок, што е мала кутија, посредна кутија, поголема кутија. Од известни причини ќе почнеме свесно да копаме по своето несвесно, да се бараме себе си затоа што сме се изгубиле, затоа што тоа губење на себе ни предизвикало различни животни проблеми, здравствени, со другите луѓе, со себе, со светот. И ни треба многу време, многу голема подготвеност да можеме да се носиме со соочувањето, односно резултатите од соочувањето и освестувањето на тоа дека многу работи сме заборавиле. Многу работи сме потиснале, дека понекогаш не се препознаваме себе си, ама затоа препознаваме други луѓе во себе, нивните мисли, нивните зборови, нивните правила и некако мислиме дека тоа е полесно. И ги следиме скоро без приговор или иако има нешто во нас што се буни, го замолчуваме за мир во куќа, за доброто на другите, за да не ги повредиме,
навредиме, за да не излеземе себични, различни и се преиспитуваме дали имаме комплекси на висока вредност, дали имаме преголемо его, дали не се гледаме реално. На тој начин го игнорираме фактот дека не ни е доволно, не ни е добро, не сме среќни, а далеко од тоа дека сме автентични или слободни. Зошто е тоа така? Затоа што од најмали нозе нашите први учители, први тренери, први коучи не учеле она што и самите знаеле. Битно било да се вклопиш во толпата. Битно било да се чувствуваш прифатен и поддржан. Битно било да ја потиснеш својата креативност во име на практичното. Меѓутоа, ако тоа не е адекватно на твојата природа ќе вришти во тебе и тој врисок ќе го замолчиме, за да не го чујат другите. Ќе се правиме дека е во ред. Ќе се правиме дека тоа ние сме го избрале. Ќе се правиме дека и ние не ја слушаме нашата природа, душа, срце. Дека вришти, за да не сакаат, за да не прифатат, за да ни одобрат, за да не потапшаат по раме, да ни речат браво, одлично. Додека ние чувствуваме дека не е тоа вистинско, не е доволно, малку е, различно е, не прави среќни. Многу пати, ако си слободен, ако си автентичен, ако си свој, ако ја прошириш многу својата кутија, ако не одиш со толпата, ќе бидеш казнет, неприватен, замолчен, а тоа може многу да боли. И сакајќи да се заштитиме од таа болка, влегуваме во својата кутија, се обидуваме да ја држиме поширока колку е можно, ги потпикнуваме некаде по чешовите на кутијата, нашите желби, соништа, нашето автентично, чекајќи да дојде време кога и тоа некако ќе го искажеме или чувајќи го како вреден спомен, кој многу често не асоцира на болка, на неуспех, затоа што не сме знаеле како да се искажеме, затоа што не сме знаеле како да бидеме автентични, своји, слободни, затоа што сме грешеле. И од искуствата и од грешките не сме научиле ништо, туку сме нашле само потврда во тоа дека во овој свет да се биде автентичен, свој, слободен, искрен, посебен, се казнува. И во име на тоа се казнуваме и самите себе. И така ја продолжуваме традицијата. Го потврдуваме она против што можеби некогаш сме се бореле. Ги убедуваме и другите во тоа дека е во ред. Ги учиме своите деца дека треба се приберат, да не се посебни, да не се толку слободни, да најдат група, да постигнуваат успеси, на кои се разбира ние ќе бидеме особено горди да ги исполнат нашите очекувања. И како модерни, еманципирани родители од 21. век, може би ќе им дозволиме нивната кутија да биде поширока од нашата. Меѓутоа, дали за нив ќе биде доволно широка? Слободата, автентичноста, следењето на срцето е голема одговорност. Значи, препуштање на животот, верување, живење сега и овде со цело срце, со полни гради, да се живее слободно и автентично. Бара голема одговорност. Бара да се прифатиш себе си целосно и апсолутно, да стоиш зад себе и се што си ти, наспроти се, да живееш во мигот без да се правдаш, да објаснуваш, да должиш, а тоа не е едноставно, не е лесно, не е принцип, не е практика, не е приказната на толпата и мнозинството. И постои веројатност, поради тоа, да бидеш сам, неразбран, неподдржан и етикетиран како ваков или таков или онаков од тие кои живеат во своите кутии и кои од својата перспектива, од некоја дупка од кутијата го посматраат светот. Исто како и ти. Во потрагата по тоа да ни биде полесно и поедноставно, многу повеќе го комплицираме животот. И играме дека го живееме. Ако може, се тоа да го свестиме, да прошириме својата кутија,
да попоричкаме по тоа ќушовите, ко може повеќе да се конектираме со себе си, да сме послободни, поавтентични, по-своји, пред се заради себе, но и за другите, и за оние за кои сме им пример. За крај, колку и да звучи рефлексивно, сложено, сепак целта е да подсетам, да мотивирам, да ве предизвикам на размислување, да си одговорите колку сте вие слободни, колку сте автентични, колку сте своји, колку ги живеете своите соништа. И ако не е така, зошто не го правиме тоа? И на крајот, што е поскапо? Односно, кога плаќаме повеќе? Кога сме автентични, слободни, своји, верни на себе, на своите соништа, идеали, желби, потреби, или кога се обидуваме да бидеме некои други? Различноста, автентичноста, идеите, соништата и се дадени нам за да бидат наши и за да направиме нешто со нив. Се најубаво.